Почитувани гледачи, добар ден и добредојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Ова ќе биде интересна и многу возбудлива емисија со оглед на тоа што веднаш кај до мене се наоѓа еден вистински шампион, а тој е господинот Игор Стефановски. Иџа, добро ми дојде во Супер Звезда, како си? Добро ви најдов, одлично. Многу ми е драго и ти благодарам што се одзва на оваа покана да дојдеш да бидеш специјален мој гостин, со оглед на тоа што најмладата популација, поготово она машка најмлада популација, многу се интересира за она што го работиш ти. Може ли еве на кратко да кажеме како што работиш? Па морам да кажам дека прво да се заблагодарам за учеството во емисијата. Мојата професија е многу интересна, поготово за тоа што е една од најтешките, воедно и многу адреналинска професија и можам да кажам дека спаѓа во едни од најопасните професии кои што воопшто некој спортист може да ги прави во неговата кариера, така да јас сум еден професионален автомобилист кој што се надпреварува во Европскиот шампионат на кружни надпревари во моментот. Ете, почитувани гледачи, уште во самата најава, свативте дека ова ќе биде навистина воспудлива и интересна емисија, која што меѓу другото ќе биде полна со адреналин, затоа останете со нас до самиот крај. Јас ви ветувам убаво дружење денеска, а сега е моментот кој ќе направиме една кратка пауза. Бидете тука, се враќаме во програма за неколку минути. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, со мојот денешен гостин, а тоа е Игор Стефановски. Иџе уште еднашка, добро ми дојде во Супер Звезда. Како си? Одлично. Сакам да те прашаме, вака работиш една многу интересна, возбудлива професија. Кажавме дека настапуваш на трки, поточно си автомобилист, така ли? И сега да кажеме, кога се роди идејата кај тебе да станеш нешто вакво? Па идејата сигурно е од кога знам за себе, ајде да кажам, уште од раното детство секогаш поврзан со автомобилите, со самото тоа што живеев на покрај тркачката патека наша водно, каде што се одржуваат трките. Љубовта кон автомобилизмот, можам да кажаме уште од самото детство, трчајки по оние автомобили кои што тестира, кои што возеа за време на тие надпревари кои што се одржува, се вроди таа љубов кон трките и ете кажам дека токму од самото детство па еве до ден денес е врежано во мене и можам да кажам дека тоа е идеологијата на мојот живот. Така. Во целата оваа приказна ти не влезе сам, напротив, заедно со твојот брат бевте дел од тие рани трки кои што се одржуваа кај нас. Може ли да кажеме нешто повеќе за тој период, тоа време? Интересен период, да. Дејан е главната алка, мојот брат, постар брат е главната алка кој што имавме со трките. Он влезе пред време во тој свет на автомобилизмот, во тој свет на брзината. И едноставно мораше да без исклучок да бидам и ја дел од тоа, прво помагајќи кон него во тимот кој што го имавме заеднички и потоа да бидеме и ривали во еден период каде што се надпревавме заедно во иста класа, дури имавме добри дуели. Но сепак тоа помина и едноставно Дејан е еден член во мојот тим кој што се грижи за све да биде под контрола, мој ментор и заеднички правиме овие резултати. Така, заеднички влеговте во трките, а немавте некој претходник од вашата фамилија кој што се бавел со тоа? Апсолутно не, иако мојот татко, мојата фамилија и мајка ми едноставно се дел од автобизнисот од секогаш, така да можеби и тоа е некој дел, сегмент во она што се впуштивме ние во тој дел, но сепак ја и Дејан сме едини од фамилијата кои што се бават со овој спорт. Така, денес ке не гледат многу родители кои имаат по две машки деца и сега сакам да ве прашам, имавте ли поддршка вие од вашите родители за целото време тоа дека го правевте тоа? Секако поддршката од семејството е најбитен фактор не само во спортот, него воопшто и во животот. Мора да имате поддршка, мора да имате луѓе кои што ќе ве бодрат и во добри, меѓутоа и во ситуации кога нема да имате и такако добри резултати. Во мојот сегмент, во мојот живот, мајка ми можам да кажам дека има пресуден момент, бидејќи она ме носеше на тие картинг надпревари уште од дете. Памтам со мојот брат заедно на картинг трките, на картинг стазите, даваше поддршка максимално и едноставно мојата фамилија е секогаш околу нас, околу мене, поготово сега во овој период кога и текако ова првенство на едно професионално ниво и мора да имате голема поддршка, воедно да бидете спремни како тим. Така, се сеќаваш ли на твоите први успеси? Се сеќавам, да, и на успесите и на оние по-лоши резултати, секако дел од животот, сето тоа искуство што го собрав тие моменти
добро ми доаѓаат во овој период, бидејќи сепак учите од ден на ден, од трка на трка што повеќе, но убави моменти, почетоците секогаш се убави, без разлика со каков резултат биле. Не знам, убави трки во Македонија, убави трки на нашата планина водно, на кружните трки кои што се одвиваат тука и верувајте убави успомени и едноставно оние конкуренти кои што се трка со мене тогаш ме радува што се дружиме и дека имаме добри пријателски односи. Кога прв пат ти влезе професионално во овој спорт? Па кога? Можам да кажам уште од самиот почеток, апсолутно сум професионално посветен кон овој спорт. Морам да кажам дека се она, да им апелирам кон сите оние што се бават со спорт, дека доколку влезат во тие води во спортот, мора да се професионалци уште од самиот почеток, да бидат истрени, да бидат упорни, бидејќи само со тоа може да се направи добар резултат. Нема човек, не е роден на светот што одма почнал со нешто па да биде шампион или да успее во тоа. Тоа треба време, треба искуство, треба напорна работа за да може да успеете. Поготово оваков спорт каде што и како ви треба искуство и ред други работи. Така, вашиот брат ви е голема поддршка и ден денеска е дел од тимот, така ли? Секако главен дел од тимот. Не само брат ми, туку и сите луѓе што се околу мене, тоа се луѓе од мојата доверба, луѓе што биле долги години со мене, така да еден склоп на тим, веќе сме како една фамилија која што функционира и со задоволство можам да кажам дека ги победува многу поголеми тимови во Европа. Кој со вас доаѓа најчесто на трките? Препратуваат ли сопругата, таткото, мајката? Секако доаѓаат кога се во можност. На сите трки доаѓаат мојот татко, мојот брат, мајка ми е задолжена за чување на моите дечиња и на дечињата од брат ми, меѓутоа кога се во можност доаѓаат и они, сопругата исто така. Верувајте, тоа е поддршка која што ми е потребна на тие трки. Треба да се психички, покрај она што треба да се физички спремен, мора да сте психички добро подготвен, бидејќи сепак се работи за едно исклучителен ризичен спорт, каде што атмосферата која што е пред трката мора да биде на едно високо ниво, а тоа најдобро ми одговара во склопот на мојата фамилија и моите блиски луѓе. За тоа колку е ризичен спортот ќе се вратиме веднаш по кратката пауза. Јас предлагам да одмориме на кратко, нека одморат и нашите гледачи, почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија. Денеска специјален и ексклузивен гостин во Супер звезда е шампионот Игор Стефановски. Идже, ти благодарам уште еднаш што си тука. Сега правиме кратка пауза, почитувани гледачи, јас се враќам во програма со мојот денешен соговорник за неколку минути. Во меѓувреме, бидете тука. Се враќаме во програма почитувани гледачи, за оние кои подоцна се вклучија. Денеска во буквална смисла на зборот еден голем шампион е мој денешен гостин, господинот Игор Стефановски. Уште еднаш ти благодарам што одвои време за ова наше денешно интервју, за да може да ги информираме најмладите гледачи, воедно и нивните родители, нешто повеќе околу вашата многу интересна и сепак опасна професија. Ајде ве сега да кажавме дека автомобилизмот е меѓу оние поопасните спортови. Но колку е опасен, може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Па токму така, еден од најопасните спортови воопшто во светот, бидејќи сепак се работи за огромни брзини, иако оние возила со кои што се надпреваруваме се подготвени токму за тие надпревари, се со голема заштита, но сепак брзините што се направат на тие патеки и како може да дојде до расакани действија. За жал, и во минатото се дешавале, знаеме колку луѓе завршиле, најде да кажам, неславно и со големи последици од тие трки, но сепак знаеме со какви последици е тој спорт и тоа не е пречка да не бидеме дел од тоа, да кажам. Напротив, може би тоа што е тежок спорт, што е ризичен спорт, дава некој мотив плюс да се надпреваруваме воопшто во тие трки. Интересен спорт, тежок, треба да се сконцентрирани максимално на него. Самостален спорт, иако самиот надпреварувач зависи со неговото возило што ќе направи на трката, но позади тоа стои голем тим на луѓе кои што се грижат сето тоа да биде во една перфектна состојба. Така да, не знам, спорт без кој ја не би можел, спорт кој што го памтам од моето детство и спорт кој што единствено тоа сум го сакал и тоа го работам. Имате ваш тим, од оваа година се отпреварувате со вашиот тим. Сега колку луѓе го сочинуваат вашиот тим? Морам да кажам дека благодарение на мојот тим сум многу горд на тие луѓе што се дел од тимот, бидејќи сепак направивме нешто
со победата во Германија направивме нешто што ќе биде историја за автомобилизмот во Македонија, историја во, ајде да кажам, во европскиот автомобилизам, бидејќи сепак еден тим од Македонија кој е дебитант на ова првенство како тим направи победа во најтешката патека во светот во Нирбургринг, каде што стигнаа многу пофалби од сите други и дури и од организаторите. Се надевам нема да престанеме тука, ќе атакуваме на добрата позиција, оние кои ме знаат, мене по природа знаат дека никогаш не се откажувам и дека секогаш се борам за што подобар пласман. Тимот сочинува луѓе од бројката околу 15 на луѓе кои што се добро укомпонирани, луѓе кои што се секогаш покрај мене, луѓе кои што верувате тие денови кога се трките даваат све од себе да биде што повеќе спремен мојот автомобил и сето тоа да биде на едно добро ниво и да направиме добар резултат. Кажете ми, зашто се грижат оние луѓе кои што работат околу вас? Апсолутно за све, почнувајќи од мене има сите тие се сакаат да бидеме во позитивна атмосфера тие денови. Имаат голема грижа кон автомобилот, бидејќи сепак автомобилот треба да биде во една перфектна состојба, верувајте, тие денови работат стварно до нокните часови да го приправа автомобилот што е можно подобро, да имаме подобар сетап и едноставно победата победите кои ги правам се посветени на мојот тим, на тие луѓе, бидејќи сепак без нив ова не би било возможно. Колку е битен талентот и самиот возач, а колку е битен автомобилот за да се дојде до една победа? Нормално мора да имате, тоа треба да биде склоп на комплетен склоп на сите сегменти, мора да бидете и талентиран, меѓутоа мора да имате исто и добар автомобил, да биде спремен како што треба, да имате добар сегмент за да им парирате на сите тие конкуренти таму. Во мојата категорија, во моето првенство, тие автомобили се идентични, така да преовладува она вештина на возачот и се надевам, можам да кажам со сигурност дека токму тука во Македонија го имам стекнато на искуство што е потребно да ги победуваме најдобрите во Европа. Кога човек ќе види снимки како возите брзо по овие патиките, по тркачките патики, добива впечаток дека сте страснати во едно со автомобилот. Се чувствувате ли вие внатре така? Токму така. Знаете како имам секој има некоја трема, секој од спортистите верувам дека има некоја трема, некоја нервоза пред да почне надпреварот, што не отсуства и кај мене, и јас имам некоја трема, но кога ќе влезам во автомобилот, тоа е некој друг свет, таму наоѓам мирот и мислам дека таму се чувствувам најрелаксирано, иако брзините се големи, адреналинот, меѓутоа тоа што го правам, уживам во него и верувајте тие моменти кога возам трка и кога ги поминувам ривалите, тоа е нешто неописиво и тоа ме прави највеќе среќа. Преку трките го пропатувавте и светот, има ли негде кај што не сте биле досега? Можам да кажам во Европа ретко да има дестинација каде што не сум бил. Тежок спорт, бидејќи сепак треба да одвоите многу време, патуваме нон-стоп, не само јас, туку и мојот тим. Меѓутоа убаво искуство, запознаваме многу луѓе. Ја не само што ме запознаа мене како личност, меѓутоа запознаа и нашата држава, не респектираат на едно високо ниво, котираме во светот на трките, во светот на автомобилизмот и тоа ме радува. Стекнавте безброј престижни награди, освојувте први места, стекнавте и титули шампион на годината овде во Македонија. Има ли некој сон уште кој што не ви е остварен? Сон секогаш има. Можам да кажам дека наградите се нешто за што народот, луѓето, институциите ви оддаваат признание дека сте го сработиле она најдобро како што треба. Тоа е најголемиот подарок што може да ви го даде, ајде да кажам, луѓето што ве сакаат, што ве окружуваат, така да за мене тие награди спортист на годината на Македонија, спортист на град Скопје, ред други награди се мотив зашто понатака се бориме, знаеме дека сме на правиот пат. Се надевам дека нема да престанеме, се надевам дека ќе им парираме добро на европските клубови, на европските возачи кои што се во елитата, така да мислам дека ќе имаат уште долги и тешки дуели со нас и дека ќе ги изгубат повеќето. Еден сте од луѓето кои што може да им помогне на сите оние млади кои сануваат да станат во животот она што сте вие, со оглед на тоа што неодамна основавте една академија која што го носи вашето име и во која што се одвива што? Ајде да кажеме нешто повеќе. Така, направена е виртуелна тркачка академија Стефановски, која што едноставно на сите оние љубители во автомобилизмот, во брзото возење, од најмалата возраст може да пробаат на тркачки симулатори, каде што може да си видат вештините, без при тоа да има некој несакано действие. Нормално, да.
но сепак ме радува што има доста талентирани млади кои што верувате имаат добри трки на тие виртуелни настани, поврзани се секаде во светот, има интересни надпреварувања и се надевам дека ќе дадеме шанса на некои од најдобрите да се пробаат во висинските трки под моје менторство, под менторство на мојот тим, да видиме, да дадеме шанса на некои од нив да се пробаат во висинскиот свет. Ајде да направиме сега една кратка пауза, уште еднаш да одмориме ние нашите гледачи, а нешто повеќе за вашата академија ќе разговараме по кратката пауза. Почитувани гледачи, правиме пауза, а вие останете тука. Се враќаме во програма почитувани гледачи. Денеска сме еден вистински наш македонски шампион, амбасадор на нашата држава, кој освојува победи каде и да оди во последно време. Иџе, ти благодарам што одвои време денеска да бидеш специјален мој гостин. Кажавме за Академијата Стефановски, дека станува збор за едни виртуелни симулатори на кои што најмладите можат да го усовршуваат своето знаење и да стекнуваат нормални нови знаења во поглед на автомобилизмот. Може ли да ни кажете повеќе каде се наоѓа оваа ваша академија? Академијата се наоѓа во аеродром, селбата аеродром, спроти Блаже Коневски школото, фактички спроти Скопјанка. Тоа е еден објект кој што верувајте внатре има може да се види дел од моето патешествие кон трките со слики, со сите они елементи кои што биле дел од мојот живот. Пробуваме на младите да им дадеме едно убаво катче каде што може да уживаат и воедно да ги пробаат сите оние вештини. Доаѓаат луѓе од различни возрасти, доаѓаат девојки од ајде да кажам од женскиот пол, каде што едноставно уживаат во тие возења, натпреварувања и со мала дружба. Има дечиња кои што прават родендени и сакаме да им направиме едно убаво изненадување на сите оние кои што ајде го сакаат автомобилизмот како спорт и едноставно да уживаат во тоа. Која е минималната возраст на дечиња кои што можат веќе да дојдат и да пробаат, да се пробаат во спортот? Нема ограничување. Моите дечиња и сите оние мали, има дечиња кои што доаѓаат од 4 години, од 5 години. Може секој кој што сака, воедно и видеоигрите, а и брзината да ја пробаете на тие симулатори. Значи не им барате возачка дозвола на немладите? Секако не. Што е убаво, има специјални програми за обука на автошкола, каде што секој што сака да влезе веќе да полага, може да го направи тоа едукативен програм на симулација каде што верувајте може доста да се научи. А на безбедно, така да не е многу вака жртва на скопските стресни сообраќајни ситуации, така? Баш така, да. Во кој период од денот работи академијата и кога оние кои што сакат можат да ја посетат? Академијата работи секој ден, дури и во недела, дури и за викендите, од 4 сатот од 16 часот попладне до 23 часот и секој ден, така да во тој период секој кој што сака да дојде може да не посети. Јас сум често таму и може да разговараме за све она што ги интересира на сите љубители за спортот, а воедно и за некои работи од животот. Колку прекрасно. Вашиот живот едноставно е комплетно посветен на автомобилизмот, преку трките кои ги правите, преку академијата која што ја основавте. Меѓу другото, имате и бизнис. Работите со автоделови, со сервис, значи целиот ден ви поминува некако околу тие обврски. Све е поврзано со автомобилизмот. Да, морам да кажам дека буквално од самото детство, од секогаш што поврзани некако со автомобилите и тоа ме радува да го правам она што највеќе сакам, а тоа се токму трките. Така, не се уморивте од тоа? Дефинитивно не знам и дали некогаш ќе се уморам од сето тоа, но сега за сега е еден мотив во мојот живот кој што ме тера да одам напред. Сите оние дечиња кои што би сакале еден ден да го работат она што го работите вие, што би им порачале? Убав ли овој спорт? А спортот е убав, секој спорт е убав, без разлика дали автомобилизам или нешто друго. Би им препорачал преку спортот дека може да ги научат ајде да кажам оние потребни елементи во животот, да пружат рака и кога губаат, да пружат рака и кога победуваат, да видат секогаш фер, бидејќи спортот е спорт, не можете секогаш да победувате, некогаш ќе изгубите, некогаш ќе се најдете во ситуација каде што треба да издржите баш да продолжите, но мислам дека спортот е едно водечка сила воопшто во светот, во државата за препознавање на државата, на културата, на све оно што е поврзано со вашата земја и ја би сакал да имаме што повеќе спортисти успешни од Македонија, да не знаат во светот, да знаат дека и од овде може да има талентирани луѓе кои што може да парираат и на светските, на европските, на сите оние
држави кои што се многу помокни од нас, многу поголеми од нас, но сепак ние во сето тоа влегуваме со една посебна приказна, со едно срце кое што мислам дека едноставно другите го немаат. Така покажавте дека и од една ваква мала земја може да се направат чуда, односно да излезат големи таленти. Сакам да поразговараме за следново. Вие сте сопруг, родител на две прекрасни дечиња. Уживате ли голема поддршка и помош од вашето семејство? Секако, апсолутно. Мојата сопруга Емилија е максимално посветена кон моите две дечиња, мојата фамилија. Олег и Нина знаат со каков спорт се работам, иако имаат некој страв, поготово Олег, меѓутоа секогаш поддршката е тука, секогаш навиваат, секогаш даваат некоја позитивна енергија. Знаете како е кога имате позитивно, кога влада е позитивна атмосфера во вашето семејство, секогаш функционирате добро во сите полиња, така да тоа е клучниот и ајде да кажам мотивирачки ефект во све она што го правите да бидете како што треба. Така, треба ли да се плашат родителите доколку нивните дечиња сакаат да се бават еден ден со овој спорт со кој што вие се бавите? Не, апсолутно не треба да се плашат, бидејќи сепак е многу е побезбедно да се надпреваруваат во трките него да лудуваат по улиците. Знаете како е, доколку некој има талент и сака, не верувам дека некој машко дете не сака автомобили. Автомобилот е и воено и превозно средство кое што може да биде средство за превоз, а може да биде и како едно опасно оружје во нивните раце доколку не ракуваат онака како што треба со него. Така да ги советувам сите оние кои што сакаат да се бават со овој спорт и родителите воедно на нивните деца кои што сакаат да се бават со овој спорт да им дават максимална поддршка. Иако е скап спорт, верувајте, е еден од најтешките спортови. Меѓутоа да бидат истраени, не се знае никогаш кога ќе се роди вториот идже да направи уште поголеми резултати, да зашто да не биде некој светски шампион токму од Македонија. Јас се надевам дека токму некои од дечињата кои што сега во овој момент имаат можност да ја гледаат оваа емисија, ќе ве наследи во ова што го работите вие и би бил среќен доколку успееме преку една ваква емисија да ги инспирираме и да ги ослободиме од таа спрега, не само дечињата, туку и нивните родители, да им дозволат на дечињата да се бават со она што најмногу го сакаат во животот. Како со упорност, со работа, со трпение пред све, мислам дека нема работи кои се недостижни, треба да веруваат сите во себе и да се борат за што подобри резултати. Ти си прекрасен човек, јас ти благодарам што денеска одвои време и внимание, ти благодарам што си дел од ова наше денешно интервју и се надевам дека има можност и нашите гледачи да уживаат во ова што го видоа денес. Ти благодарам за твоето гостување и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја друга пригода. Секако тука сум за понаточни разговори. Ви благодарам и вас за поканата во емисијата. Се надевам дека им објаснивме на младите гледачи дека каков е животот на еден тркач, на човек од Македонија кој што успеал во Европа, во светот, така да се надевам дека ќе имаме што повеќе талентирани деца во иднина и дека ќе прават поголеми резултати. Јас ти посакувам уште многу успеси на приватен план и на клубски, на тимски, да сте живи, здрави ти и твојот тим. Ви посакувам се најдобро, да ни донесете уште многу први места, уште многу медали. А сега дојде моментот кога за жал треба да одјавиме оваа емисија, почитувани гледачи. Се гледаме повторно во следното издание на емисијата Супер Звезда, која што ќе биде за 7 дена од сега. До тогаш бидете живи, здрави, слушајте ги мама, тато и навивајте за иџа. Чао, пријатно и до гледање, се гледаме. Чао, чао, чао.